Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и, како што би рекол премиерот, почитувани две пратенички од владеачкото мнозинство, ви благодарам што сте тука. Додуша без збор, само физички присутни, но сепак ви благодарам што сте тука. На денешнава комисиска расправа по однос на предлагањето кандидати за уставни судии, нашата пратеничка група го предлага кандидатот доктор Тодор Витларов. Пред да преминам на аргументите зошто пратеничката група на ВМРО-ДПМН смета дека овој кандидат заслужува да биде уставен судија, јас морам да ја истакнам мојата збунетост за однесувањето на колегите од владеачкото мнозинство. Еве веќе не знам точно колку денови говориме за ова и тоа како актуелна тема, а замислете колегите од владеачкото мнозинство кои даваат своји сопствени предлози, не излегуваат да ги образложат јасно и јавно сопствените аргументи со кои би не убедиле не нас, туку македонската јавност, зошто ги предлагаат кандидатите што ги предлагаат, затоа што токму од нивните предлози ќе зависи уставноста и законитоста во оваа држава. Чудо, значи. Очекував на ваквите комисиски расправи да имаме навистина плодни дебати, кои би наликувале на аргумент повеќе или помалку по однос на професионалните достигнувања на кандидатите што ги предлагаме, се со цел да ги избереме најквалитетните кадри и кадри кои во иднина би покренувале иницијативи за заштита на уставноста и законитоста. Имаме многу важна тема, која е всушност универзална, затоа што, освен што е фокусирана на Уставниот суд, истовремено се однесува и на судиите и судовите воопшто. Да беа колегите позаинтересирани, одовде сигурно ќе произлезеа нови идеи и нови теми за дискусија по однос на функционалноста или поточно нефункционалноста на Уставниот суд на Република Македонија. Но, што е тука? Од една страна, имаме содржајна дискусија, за жал без соговорници од другата страна, но пак за среќа со вклучена македонска јавност за да сведочи кој е заинтересиран за компетенциите на луѓето, а кој си крева рака по диктат за оние кои му ги наложиле, без образложение зошто ќе ги поддржат и што е најлошо, без да ја објаснат на јавноста зошто ќе кренат рака за истакнатите правници кои самите тие ги предлагаат. За ваквото однесување си има кој да суди. Колку предлог кандидатите за уставни судии ќе бидат независни од власта, можеме да констатираме уште веднаш, однапред, од денешново однесување на колегите од владеачкото мнозинство, односно од тоталната незаинтересираност по однос на вака клучни теми за македонското судство. И затоа, кога ќе речат судство по мерка, нека не ве чуди. Нашето судство и понатаму ќе биде по мерка на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, секако начело со истакнатите правници што ги предлагаат без да образложат зошто и кои ќе си ги изгласаат исто така без да знаат зошто. Значи, вчера дискутиравме за истакнатиот божем правник Тања Васич Бозаџиева, чија биографија не е ни приближно на нивото на нашиот денешен предлог кандидат за уставен судија, доктор Тодор Витларов, кој е еден навистина истакнат правник за кој сме денес тука, за да кажеме зошто сметаме дека ја заслужува оваа функција и зошто ние, како пратеничка група, сметаме дека токму овој кандидат заслужува мандат од 9 години. Од биографските податоци на Витларов јасно се гледа дека неговата кариера е закитена со многубројни објавени книги и стручни трудови. Дипломирал со просечна оценка од 8,55 на Правниот факултет во Скопје, правосудна насока. Пред нас имаме едно квалитетно CV, за разлика од она вчерашното CV, во кое она што мене најмногу ми остави впечаток се скалилата по кој чекорал кандидатот за да стигне денес на денешнава дискусија. Немаме
во овој случај менување на разноразни министерства, немаме скокање скалила преку ред, туку имаме човек кој целиот свој живот и кариера им ги посветил токму на правото. Ова, почитувани колеги, е навистина истакнат правник, затоа што овде станува збор за човек кој напредувал врз база на квалитет, познавања, придонес за судството и општеството, а не одел нагоре со партиски заслуги, па не го собрало во ниедно министерство, па ајде, можда ќе се скраси конечно во Уставниот суд. Не. Овде денес го имаме доктор Тодор Витларов, кој после дипломирањето си работи како приправник, па стручен соработник, заменик на основниот јавен обвинител, виш јавен обвинител во родниот Штип, член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија. Потоа станал јавен обвинител, па виш јавен обвинител, доцент, вонреден професор и така со ред. Во периодот од 1999 до 2001 година Витларов е председател на Сдруженијето на јавните обвинители на Македонија, член на извршниот одбор на Сдруженијето за казнено право и криминологија и председател на ова сдружение. Член е на евалуциониот тим на Република Македонија во групата на земји членки на Советот на Европа во борба против корупција ГРЕКО. Активно бил вклучен во работните групи на Министерството за правда за изготвување на измени и дополнување на кривичниот законник, новиот закон за кривична постапка, законот за јавното обвинителство, законот за Советот за јавните обвинители. Ова, почитувани колеги, е истакнат правник кој воедно дал огромен придонес за развој на правото, судството и обвинителството во Македонија. Ова е истакнат правник без ниту една дамка на својот животен и кариерен развој, а не Татјана Васиќ да ми ја предлагате овде за од записничар да летне на позицијата уставен судија. Доста ни е веќе од записничари, едниот дури премиер стана. Јас навистина не знам и не ми е јасно со кое лице би гласале против еден ваков кандидат, кој меѓу другото се наоѓа и на листата на ОСЦЕ, на домашни експерти од областа на казненото право, при што учествувал во изготвувањето на анализи, држал едукации од областа на материјалното и процесното казнено право. Витларов е едукатор за бројни закони и теми од областа на зајакнувањето на капацитетите на правосудните органи во борбата против корупцијата. Си велам, можеби и токму заради ова ве плаши човекот. Можеби ве плашат неговите познавања и заложби во борбата против корупцијата. Но како да знаеме кога молчите? Еве јас најискрено би ви препорачала да ја пренесете или кандидатката Васиќ, која предмалку ја изгласавте откако нели положила кај професорката Родна Живковска, за која гласавте против, да ја упатите на едукација кај доктор Витларов. Може би ќе научи нешто, па може би и ќе подспасиме бар нешто, ако воопшто може да се спаси, со ваквите кандидати кои што си ги предлагате и си ги изгласувате. Понатаму, она што го гледаме од навистина богатата професионална биографија на Витларов е и учеството во регионалниот тим на државите од Југозападен Балкан, како представник на нашата држава за изготвување на заеднички курикулум за едукација на судии, јавни обвинители, адвокати и полицајци за Европската конвенција за човекови права. Своевремено бил председател, а сега и член на Етичкиот совет на јавните обвинители во Република Македонија. Председател, а сега член на Дисциплинската комисија за утврдување на одговорност на јавните обвинители во вршење на јавно-обвинителската функција. Јас разбирам дека молчите, затоа што ви е непријатно да правите споредба помеѓу кандидатите кои што се квалификувани за судии во Уставниот суд и партиските членови кои што сметате дека треба да бидат послушници на Ковачевски во Уставниот суд. Затоа, почитувани, сосема е оправдана перцепцијата дека судството ни е се, освен независно и непристрасно. А токму независноста и непристрасноста треба да бидат најважните елементи поврзани со судството. Преку нив државата ќе може да ги гарантира демократијата и владењето на правото и да создава предуслови за развој. Почитувани,
Токму државата треба да биде таа која ќе го организира правниот систем на начин на кој судската власт ќе може да дише со полн капацитет. Но, наместо тоа, вие избирате судство по мерка, избрано без јасно утврдени критериуми, базирани на квалитет. Затоа резултатите ни се поразителни. Затоа владее правна несигурност, правна недоверба и само 8% од граѓаните имаат доверба во нашиот правосуден систем. Што да кажам повеќе, освен да ве замолам добро да размислите, да се ставите себе си на нивото на задачата и да го поддржите овој наш кандидат, со цел, барем за вака важна тема, сите заедно да извршиме позитивно влијание за надминување на лошата состојба во уставното судство, за лошите состојби во уставното судство, за кои сите знаеме дека го нема потребното ниво на углед и авторитет. Дајте, конечно, судската надлежност да им ја вратиме на судовите и да им припаѓа на судиите кои ќе бидат избрани како судии, а не како политички представници на останатите гранки на власта. Дајте, конечно, да се ослободиме од личности кои и во иднина би се дрзнале да изустат правдата, тоа сум јас. Ви благодарам.